што најмногу паѓа во очи и за што најмногу реагираат граѓаните, но исто така реагираат и вашите против кандидати. Еве, ќе споменеме во интереси на времето на две локации кои се спорни и кои безмалку се во завршна фаза. Тоа се кулите кај поранешниот паркинг спроти Holiday Inn и за Треска. Велат дека тоа е нешто што не требало да се дозволи. Се градат во ваше време, во ваш мандат. Ако говорите за двајцата кандидати кои што ги немаше нигде овие 4 години, а сега се појавија пред 3 недели и говорат се и се што, и испорачуваат одредени црни кампањи и слично, оние кои што немаат програма, кои што некои од нив целосно имаат украдено, буквално целосно имаат украдено мојата програма и програмата на мојот тим на луѓе, или ако говорите за оние кандидати кои што се представуваат независни преку ден, а навечер собираат потписи и финансиски средства за да прават партија, или преку ден зборат против урбанизмот, а навечер цртаат, пошто имаат фирми градежни, па цртаат парцели, маркеци и идејни решенија како да изгледа некоја парцела. Ако говорите за нив, јас ќе ви кажам неколку работи за Треска и за Holiday Inn. Сите оние невистини, кои што лаги можам слободно да кажам, кои што ги изнаслуштавме изминатите 3 недели, за сите, буквално за сите, имаме документација и сето тоа можеме да го докажеме дека се испорачуваат лаги. Зар ќе дозволи општината да прави некаде нешто ако тоа не е законско? Значи, кога има важечки туп, тоа е на ниво на закон и ние како општина мораме да постапуваме. Да, и ДУПОТ е како устав на општината. И мора да се и на зградите беа почнати пред да дојдам јас. И истиот проект мора да продолжи. Не може некој да го закочи кога никој не ни кажал како општина дека нешто не е согласно законот. Значи, овие 4 години јас и мојот тим целосно го почитувавме законот. Се соочувавме со одредени проблеми од некои луѓе кои што во минатото направиле мораториум, со кои што јас кога дојдов во општината се соочив со над 300 барања и за одобрување за градба, кои што стоја во системот и за кои што исто мора да се постапува. За жал, тој мораториум, кој што бил 3,5 годишен, беше 3,5 годишен, кој што некој профитирал од истиот, и тоа може да се докаже, пошто некој кажува дека за некој си ДУПО имало одговорност, не знам каква, кривична, или зашто не е докажано сето тоа до сега? Да не биде обратно. Да не биде дека некој нешто кочел или дека некој носел мораториум на една локација, а не носел на друга локација, пошто имал имот, пошто го зголемувал тој имот, а сега се представува независен. Значи, има закон, ДУПО-то е на ниво на закон и ние како општина направивме се за да го испочитуваме истиот.